Автопатот Штип-Миладиновци СДСМ го направи подолг за 10 милиарди денари. Со вакви обвинувања излегува денес од Штипскиот огранок на ВМРО ДПМН, откако вчера беше соопштено дека изградбата на автопатот нема да заврши до крајот на годинава, како што првично беше најавено. Неспособноста на СДСМ не е само во реализацијата на капиталните проекти, која втора година поред е на најниско ниво во последниве 10 години, туку и во менаџирањето со народните пари. Имено, минатата недела, на седница на собрание, министерот за транспорт и врски, токму за оваа делница, побарал зголемување на долгот кон меѓународните финансиски институции за дури 10,4 милиарди денари и обезбедување на сопствени средства за 1,16 милиарди денари. Ова би значило дека поради пробиените рокови државата дополнително ќе се задолжува и непотребно ќе троши народни пари, а за сметка на тоа граѓаните не добиваат ништо. На обвинувањата на ВМРО ДПМН со писмено соопштение реагира од СДСМ. Сакаме да ја информираме јавноста дека првичниот рок за изградба беше мај 2017 година. Но токму поради неспособноста на претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН, овој рок беше пролонгиран до септември 2017. Во тој период, владата, предводена од СДСМ, работеше на експроприација, дислокација на електрични столбови, светилки и низа пропусти кои владата на ДПМН не ги решила. По барање на изведувачот заради сите претходни пропусти, рокот е пролонгиран за 31 декември 2018 година и при тоа не се оштетува буџетот на Република Македонија. За пролонгирање на овој рок гласаа пратениците во Собрание на Република Македонија. За потсетување на ДПМН се водат судски процеси против нивни функционери за наводни криминали од 150 милиони евра за двата автопати. Стои во реакцијата на СДСМ. Изградбата на автопатот Штип-Миладиновци чини 200 милиони евра и е кредит од кинеската Ексим банка. Првичниот рок за изградба беше 1 мај 2017 година, кој поради проблеми со експроприација на земјиштето беше пролонгиран, за што беше потпишан анекс договор со кинеската компанија Синохидро. Изградбата на оваа автопатска делница во должина од 47 километри започна во 2014 година.